što i nema strah ni tu sa smrta. Novo nebo, nova zemlja, poranešno to pomina na žedni muda vam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite. Mir vam, Tatko moj, koji si na nebesata. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, carstvo to Božjo, vo nas vnatre, da bide volja to Tvoja. I to je jedno od bitnih prašanja kako hристияни, voljata njegova. За да можеш да бидеш во дух воден, мораш да му ја предадеш волјата. Но претходно треба да го предадеш своето срце, да го отвориш. Исус вели да направиме сокровиште со Отецот Небесен. Значи во Отец осета негова полнота е исполнет, комплетно е предаден на духот на Таткото Небесен. Иако е во тело, иако слезе на земјата, иако беше крстен од Јован Крстителот. Денеска, например, вчера беше по православниот календар одсекување на главата на Свети Јован Крстител. И повеќе луѓе ја постирам некои текстови. Зборувам за Исус, за главата на Исус зборувам. Било строг пост да тргнам храната што сум ја постирал. Фотографија, под која ставам текст и зборувам за Исус. Денеска било строг пост, неколку луѓе ми читаат што како, ми читаат преданија. Знаете, постот е категорија дека еден род таму се исфрла само со пост и молитва. Им реков дека не ги мерам деновите во земново време. Тоа е попримитивен начин, одредени датуми те подсеќаат на Господ, како будилник, а потоа си тераш по старо. Секој ден сум го посветил на Исуса Христа. Знам дека постојам и суштествувам само затоа што Неговиот дух е во мене. И постам на одредени денови, за да се подсетам дека не сум зависен од Бог. Нема да постам за некој друг, освен за Исуса Христа. И тие знаат, зборуваат за главата на Крстител, на Јован Крстител, а не знаат дека главата на црквата е Исус. И дека тие се органите. И тие размислуваат со своја глава. Значи, од 11-та глава, книга Мудрост Соломонова, во која во 19 глави се објаснува зошто ни е потребен духот. И вика дека тој ги средува, сега тај зборува за мудроста, ние дар на зборување мудрост, првиот од 9 дарови запишани во Коринтијаните, дар на мудрост, дар на знаење, видите, дар, и сега, дар на мудрост. И тој збори за мудроста таа, а ние зборуваме за духот. Духот ги среди нивните работи преку раката на светиот пророк. Кога имате во црквата некој човек што е во духот, тој води заедницата во дух и тогаш сите ќе бидеме водени од дух. И тогаш ќе научиме како се прима Духот Свети. Дека без дух, телото без дух е мртво. Значи сега што можат се со духот да направат? Минуваа низ ненаселена пустиња, во непреодни места шатори поставија. Значи се што е неможно за телесниот човек е можно во духот. И тој стих е парафраза: се е можно за оној што верува. Но во што веруваш ти? Во земни пости на светци, каде што се вели дека само Исус славата е Негова, на Отецот и Синот, а вие постите заради нешто друго. А зошто да постам за отсекување на главата на Јован Крстител? Кога тоа беше предходница да се изврши. За Исус да биде распнат, да биде крстен. И тоа покажува дека главата е на Исус. Минуваа низ ненаселени пред пустињи и пустињи ненаселени како што ние минуваме. И за да ги минеме тие места, непроодни места, шатори,
нашето тело е шатор, им се протиставија на непријателите, на своите завидливци им се одмаздија. Само така можеме со духот. Тој ни кажува што се направил духот, а кога се измачуваа од жет, тие повикаа кон тебе и вода им беше дадена од стрмна карпа и гасна ги на жетта од тврд камен. Дали јас имам жет за Бог, за Отецот Исусот? Дали јас го љубам како што се љуби невестата? Бидејќи таа слика е дадена во Исус, дека Исус е младоженецот, ние сме невестата за да разбереме, телесниот човек да разбере. Значи, зашто она со што беа казнети нивните непријатели, со тоа им беше потребно, со тоа кога им беше потребно, ним им беше направена добрина. Кога Духот те води, ти ќе надвладаеш се. Ти можеш да издржиш се, ти ја знаеш Божијата волја, ти имаш сила да љубиш. На сите што го примија, им даде сила. Сила, а ако не го примиш Духот, немаш сила. Што нема љубов во заедницата, тие немаат сила. Најлошо е кога мисла дека го имаат Духот, а си мислат со својата глава нека биде волјата твоја, не твоја, моја волја биде. И тие мислат дека тоа што тие го мислат е од Исус. И тогаш ти си тераш по твојата волја. Место изворот постојано течна вода, разматена со крв што смрди, затруена, изобличување на нивната заповед за избивање на децата, тој им даде изобилно вода. Значи зборува за слики од историјата на израелците. Кога беа непослушни, кога беа послушни, кога ги изведуваше од пустињата, кога поминаа преку морето. Но тогаш ги водеа пророците во Духот. Не се водеа сами себе. Нам ни е потребно водство, Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Тогаш преку жетта им покажа како ги беше казнил нивните непријатели. Бидете сигурни дека секој ќе добие. И овде го има тој закон, ќе дојдеме. Тоа што си правил, тоа ќе го отплаќаш. Зашто кога беа на испитување, макар и да беа подлагани на милостивно вразумување. Пазите го стих, милостивно вразумување. Долго трпеливо и милостиво те чека да се покаеш. Ти продолжуваш да грешиш. Потоа се јавува болка во телото. Потоа трчаш по лекари да ја отстраниш болката. И да ја отстраниш краткотрајно, пак ќе се појави, бидејќи причината не е отстранета. Степенот на твојата нељубов, сатански отпор кон семокниот Бог. Да му предадеш се што имаш. Твојата собственост и твоето водство. Тогаш познаа како, зашто нив ти ги испитуваше како татко. Еве го тој стих. Како татко кој ги вразумува децата е нашиот Отец Небесен. И ако ти зборуваш татко мој, оче мој, тате, татко, помогни ми да го решам овој проблем, поучувајќи ги како татко ги испитуваше, а другите како разгневен цар ги осуди, ги измачи. Знаете, ги осудува, секого го осудуваат неговите безбожни, нељубовни дела. Бидејќи законот е око за око, зап за зап, се што си правил треба да ти се прави. Ќе треба да го отплатиш. И тие што не беа таму и оние што беа еднаква пострадаа. Не е важно каде си, што работиш, најважно од се да останеш во Исуса. Нив ги постигна двојна мака и воздивнување од споменот на минатото. Татко мој, зборувај низ мене, твојот дух нека ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Блажени се бедните по дух, кои се жедни за дух, кои те љубат тебе. А кога слушнаа дека она што беше за нив казна, ним му се даде тоа како дар. Понекогаш казната е добра, да те научи дека не треба да одиш по оган, не треба да рипнеш во некоја длабока вода и да се удавиш. Тој зборува за систем на водење. И ти не ги пушташ твоите мали деца, кои немаат свест, да оди негде по ограда да падне. Знаете, тогаш тие го познаа Господа, а тогаш кога слушнаа дека она што беше за нив казна, ним им се даде тоа како дар. Дар, тогаш тие го познаа Господа. Кога се случува нешто што ќе те извади од тоа што си го замислил ти на земјата, е добра почетна позиција да го примиш Исус, да дојдеш до Исуса и тогаш го познаваш Господа и тогаш што казната е дар. Казната е дар. Од кого порано како од отворлен се одрекува со хули, па понастаните му се воскитуваа, откако ја претрпеа нееднаквата жет со праведните. Знаете,
праведен човек нема, освен во Исуса. Ако комплетно си му предал се, тогаш ти чекориш во Божијата правда. И знаете, ако некој јаде за Господа јаде, ако некој не јаде за Господа не јаде. И ти ми вели строг посте. И сегаш како да не ги соблазнам. И јас им велам дека сите денови ми се за Господ. Немам потреба од земно време, мерење. И дека живееме или умираме, Исусови сме. Знаете, Царството Божјо не е во јадење и пиење. Не знам дали ги разбирате вие тие стихови, туку во мир, правда и радост во Светиот Дух. Радоста е во Светиот Дух. Те сакам, Господи, а за неразумните помисли, неразумни помисли, на нивната неправда според кои во заблуда им служеа, на неразумните влекачи и презрени чудовишта, правиме идоли од било што, ти за да ги казниш, им испрати мноштво животни безгласни. Знаете, демонски сили кои те измачуваат во мисли, во тело, во болки, во похота. За да познаат, еве го тој стих 11:7 мудрост Соломонова, дека со што некој греши, со тоа што си сгрешил, со тоа и ќе бидеш накажан. Значи, мудрост Соломонова, тоа се оние 13 глави сврлени од протестантите, од реформата. А зборуваат за Исус. И пак ќе дојдеме до тој човечки фактор, кој исврла нешто што му одговара за да го оправда, например, теоријата на вечно проклество, или дека едни се родили лоши, други добри. Или дека не треба ништо да правиш. И кога тој духовниот текст, живото слово ги побива, тие ги сврлаат, за да познаат дека со тоа што некој греши, со тоа и накажан бива. Затоа гледате во некои нивни заедници дека го нема духот. Дека има некој друг дух, интелектуализам. Наместо духот на мудрост, има дух на себезнаење. Твојата сесилна рака, која го создаде светот, татко мој, од невообличена материја. Невообличена материја можеше да испрати на нив множество мечки и свирепи, која е падната по падот на Сатанас. И затоа е создадена земјата. Или непознати, новосоздадени лути зверови кои дишат со огнен здив, или сврлаат облаци дим, или фрлаат страшни искри со очите. Зборува како ќе бидете да имат дозвола да се населат во свињите, демоните. Зверови страшни кои не само што би можеле на ужасен начин да ги повредат, туку и страшно да ги погубат. Знаете дека Исус им дозволува на демоните да влезат во свињите. Свињата е слика за човек што се враќа на старите навики, свињата се враќа во калта песот на својата плуеница. А и без сето тоа, тие можеа да загинат само со еден здив. Гонети од Твоето правосудие и уништени со духот на Твојата сила, татко мој, но Ти се си наредил со број, мерка и тежина според степенот на нељубовта и љубовта, зашто Ти имаш секогаш голема сила и кој може да се дигне против силата на Твојата десница, на Твојата мишка. Целиот свет е пред Тебе, како прашина врз терзија или како капка утринска роса која паѓа на земјата. Тоа е светот и земјата. Ти, еве го мојот татко небесен, сите ги милуваш, зашто се можеш. Ги проштеваш човечките гревови кога се кајат, како што таткото ги простува на своите земни деца. Тогаш се мокни од Бог како нам ни простева. Значи, уште еднаш одиме. Ти сите ги милуваш, зашто се можеш, татко мој. Тој е мојот татко. Те сакам, Господи Исусе Христе, ги проштеваш човечките гревови кога се кајат. Се до оној миг, далеко од очите Твои, се до оној миг додека не кажеш благословен оној кој доаѓа во името Господово, ќе бидеш во отфрлено во проклетство, затоа што вечен е само семокниот Бог, а сето друго е минливо. И како можеше нешто да постои ако ти не го сакаше, или како би се запазило она што не е повикано, изговорено од тебе и создадено, но ти се запазуваш, зашто се е Твое. Ти, Господи, татко мој, ги сакаш душите. Те сакам, Господи Исусе Христе, еве го стихот 12:1, Твојот вечен дух. Ете што е вечно, духот негов, Твојот вечен дух
живее во се. Неговиот вечен дух живее во се, во дрвјата, во билките, во предметите. Кога ќе ставите под микроскоп, тоа се движи. Протони, неутрони. Потоа имате физичко движење, сме го зборувале, но не е лошо да го повториме, животните и растенијата. И човекот. И најсетне го имате духовното движење од телесниот човек кон Исуса Христа и Царството Небесно. Затоа малку по малку ги изобличуваш оние што се заблудиле. И напомнувајќи им во што сгрешиле, ги вразумуваш да откако отстапат од злото, да отстапат од злото, да поверуваат во Тебе, Господи, Татко мој, денеска во Исуса Христа. Значи, уште еднашка, Твојот вечен дух, Неговиот вечен дух живее во се ова и во материјата. Не може нешто да биде надвор од него. Се е од него и за него создадено, он е почеток и крај. И се во него се враќа. Видете, Неговиот дух живее во се на мојот Татко Небесен. Зато ни е потребен духот, да го распламти нашиот дух. Од телесни, материјални да станеме духовни. Духовниот човек, скриениот човек, тело телесно и тело духовно во Коринтијаните. Затоа малку по малку не изобличува што сме се заблудиле, ни напомнува во што грешиме преку луѓе или преку виденија или преку учители, пророци, не вразумува да отстапиме од злото, да поверуваме во Тебе, Татко мој, во Исуса Христа денеска. Како се поверува е добра состојба, како да поверуваш во Исуса. Веруваш во Исус, да, верувам, а сега постам за Јован Крстител. Видете, кога Духот ќе дојде, се ќе ви објасни. Кога Духот ќе дојде Исусов, Он мене ќе ме прослави. Ако ти си во дух, си го разбрал тоа, а телото без дух е мртво, црквата без дух е мртва, тоа е слово кое убива, а Духот оживотворува. Духот е тој што оживува. Зато тој вели, оставете ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Кога Духот ќе дојде, ти само за Исус ќе збориш. Нема да славиш никого друг, нема да правиш пости по земни датуми, него секој ден ќе работиш за Царството Божјо. И ќе го бараш Царството Божјо. Тоа значи да го бараш секој ден. Ти е посветен на Исуса. Ден поминат без Исус е загубен. И така, откако се одврати од древните жители на твојата земја, ни раскажува приказната, кои врше одбивни дела на вражење, идолски жртвувања, бездушни убијци на деца. Тоа го имаме, тоа сатанско денеска, се откриваат како се злоставуваат, убиваат децата. На сатаната му се потребни души за да ја црпи силата, ја губи силата. Колку души се тој нема сам под себе толку сила. Потребно е следбеништво, знаете. Кои врше одбивни дела на вражење, идолски жртвувања, бездушни убијци на деца, денеска излегуваат тие афери со злоставување на деца. На жртвени гозби кои јадат внатрешности од човечко тело, крв на тајни собранија и од родителите кои убиваа безпомошни души, одлучи да ги погубиш со рацете на татковците наши. Та земјата која ти е најдрага од се, пазете го овој стих, да го прими достојно население од чедата Божји. Та земјата која ти е најдрага од се, да го прими достојно населена од чедата Божји, да ги прими достојно. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе, но и нив како луѓе ти ги поштеди. Значи, земјата ве прима назад. Ако си земјан, одиш кон земјата, ако си духовен, се стремиш кон Царството Божјо. Два патои се. Едниот е широк пат што води кон пропаст, кон земјата, да те прими. А дали си ти чедо Божјо кој одиш во земјата? Чедото Божјо треба да се стреми кон небесата. Ние сме сите чеда Божји, но на земјата се делиме. Синови и керки, вашиот татко е ѓаволот, тој е лажец од почетокот. И синови Божји кои му се посветиле, се предале на Исус. Иако за тебе не беше неможно, пази дека тој не е лош, мојот татко, грешниците да им ги починиш на праведниците со сила, тој зборува за слободна волја, или да ги истребиш со страшни зверови, или со збор страшен одеднаш, да ги истребиш со збор. Во името на Господ Исус Христос, бегај од мене, сатано, го проколнувам секое семе на зло, умри, сосуши се, искорени се што не е од Исус околу мене, во мене, низ мојот имот, низ нашата заедница.
низ македонската земја. Амин. Но ти казнувајќи ги помалку, како таткото децата, време за покаяние им даваше. И затоа треба човек да си го познае своето време во праведник, во проповедник, да си го познае своето време. Време за покаяние им даваше, иако добро знаеше дека племето им е лошо, дека злото им е вродено, дека нивната мисла никогаш нема да се измени. Зборува за израелците во Стариот Завет, кои имаа завет со Бог преку Аврам, кој се нарече пријател Божи и потоа со 10 Божи заповеди на Мојсија не ги извршија. Ги убиваат пророците. Семето нивно уште од почеток беше проколнато, зашто Каин го уби Авела. Каин го уби Авела. Што направи синко? Проклет да е. Проклет да е. Земјата е проклета, зашто Каин. Зашто Адам јадеше од дрвото на познанието на доброто и злото, зашто вавилонците градат кула за себе да се истакнат. Зашто сатаната сака да се искачи највисоко. Семето нивно отпуште од почеток беше проколнато и не од страв пред некого да ги остави на казнете, зашто тогаш го испрати Исуса Христа. Да ни покаже, сам се распна во Исуса. Да ни ја покаже сопствената љубов, зашто кој ќе ти рече што направи ти? Или кој ќе се спротистави на твојот суд? Или кој ќе те обвини што су погубил народи кои си ги создал ти? Зборуваме за небесниот татко. Или кој бранител ќе дојде при тебе за да ги заштити неправедните луѓе? Зашто освен тебе, татко мој, нема Бог кој се грижи за сите. Кој се грижи за сите. Добриот пастир нема да дозволи ниту една овца, ниту една душа да биде загубена, за да докажува, за да ти докажеш дека несправедливо си пресудил. Зошто, Боже, ти мене вака и вака? А ти земи огледало, ке се погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. Каков степен на нељубов има во тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ни цар, ни достоинственик не смее да дојде пред Твоите очи за оние што си ги погубил. И ние го имаме тој пример, ќе рече некој децата се, малите се безгрешни, зашто умрело некој дете, бебе. Те мали деца на мала возраст, сестра, брат, например, и сестрата сака да го повреди братот, има огромен степен на омраза. Значи 1 година, 2. И ние поставуваме прашање, кој имаме тој стих што излегува од човечкото срце, кој ја научил да не љуби? Родителите сигурно не ја тераат да не го љуби своето братче помало. Не тоа е тоа што е внатре во тебе, тоа е паднатата природа. Од срцето човечко излегуваат, од срцето човечко злоба, омраза, гнев, без љубов, нелюбов, прелюбодејство, омраза, сребролюбие. Бидејќи си праведен, татко мој, ти праведно управуваш Божјата правда. Сите го бараат своето, сметаш дека е недостојно за твојата сила да го казниш оној кој казна не заслужил. Мојот народ гине од незнаење, зашто силата твоја, негова, е основна на твојата, на неговата правда и самото тоа што владееш со се. Татко мој, самото тоа што владееш со се, пазете го овој стих, татко мој, можеш да ги поштедиш сите, и самото тоа што владееш со се. Затоа тоа е испрлено ова. Бидејќи им си направиле доктрина на вечно проклетство од времето на Мартин Лутер Кинг. Нема вечно проклетство, вечен е само Бог. Вечен е мојот татко на небесата, вечно си ти, но тоа не е, тоа е минливо, се додека не кажеш благословен оној кој доаѓа. Значи, и самото тоа што владееш со се, ти можеш да ги поштедиш сите. Бидејќи тоа не им одговора 13 глави, католичката и православната верзија на Светото писмо имаат по 50 глави од Стариот Завет, имаат по 37 протестантските. Силата твоја ја покажуваш на оние кои не веруваат во твојата моќ. Така е човекот кој ќе почне да прави нешто од себе, кои не веруваат во твојата моќ. Тогаш се покажува Божјата сила. Силата Божја се покажува на оние кои не веруваат во
Божјата моќ, ја разобличуваш дрската смелост на оние кои не те познаваат, признаваат, имајќи голема сила, ти судиш снисходливо, не раководиш со голема милост. Во еден псалм има милоста негова е вечна, милоста негова е вечна. Многу милостив и долго трпелив. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти. Зашто Твојата сила секогаш е во Твојата волја, а волјата на оној што ме пратил, вели Исусе, секој што ќе го види Синот и поверува во Него, да живеа живот вечен. Не е ограничено тоа. Значи, на царството на подземјето им е проповедано Евангелието. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Со такви дела ти го поучуваш Твојот народ, дека праведникот треба да биде човеколюбив. Љуби го својот ближен како себе си, а на Твоите синови им даваш добра надеж, оти им даваш време за покаяние на гревовите. За покаяние на гревовите, зашто ако и непријателите на Твоите синови, макар виновни за смрт, си ги казнил со таква снисходливост и штедење, што им даваш време. Време ни дава и можност да се ослободат од злото. Време. Време во проклетство е се додека не повикаш кон Исус. Но едно е вечно, милоста Негова е вечна, Духот Негов е вечен, љубовта е вечна, Таткото му е вечен, нема друга вечност. Им даваш време и можност да се ослободат од злото. Та со какво внимание си им судел на Твоите синови, на чии татков си даде клетва и завет за благи ветувања. И сега, и додека нас не вразумуваш, нашите непријатели ги казнуваш, така мислиме ние според степенот на тоа што го прави. Значи, кај беше тој стих? Дека како си грешил, така ќе отплаќаш. За да познаат дека со што некој греши, со тоа што си грешил, со тоа ќе бидеш и накажан. Значи, тоа го зборуваме. Така што ние кога судиме, да мислиме на Твојата благост и кога сме судени, да чекаме помилување. Кога сме судени, да чекаме помилување. Затоа и грешниците што живееја неразумно, Ти ги измачуваше со нивните собствени гревови. Секој мора да го отплати. Значи, 9 месеци плачеше Давид, детето умре бидејќи направи прелюба и го уби Урија со жената на Урија. Потоа се роди Соломон и ги напиша овие стихови, се слегува преку духот. Отидоа предалеку по патиштата на заблудата, мамејки се како глупави деца, за богови ги почитуваа животните, и како глупави деца добиваат казна за подбивање, но бидејќи не се вразумија од подбивната казна, доживеа заслужен Божји суд, а судот е, како што рековме, сето она што си го правил. А судот е дека со тоа што си грешил, со тоа си и накажан, се додека не повикаш благословен оној што доаѓа во името Господово. Зашто откако го видоа она истото што тие самите го поднесуваа со негодување и врз оние што ги сметаа за богови и од кои биваа казнувани, значи казната зашто е го познаа вистинскиот Бог, денеска Татко, за кого пред тоа не сакаа ни да чујат, затоа и дојде врз нив крајната осуда. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, силата е негова е основа, 16 стих 12, Соломонова, самото тоа што владее со се, може да ги поштеди сите. Твојата сила секогаш е во Твојата волја, им дава време за покаяние на гревовите, им дава време, ни дава време да се ослободиме од злото. Кога сме осудени во благост, чекаме помилување, ни дава време за покаяние. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Слава Ти, Исусе.
Значи, мудрост Соломонова, 1 од 13 глави сврдени. И секој ќе ги видиме доктрините на таа реформаторска црква, вечно проклетство, а овде зборува за помилување, за простување. Дека ќе помилува се. Слава ти Господи Исусе Христе. Дилема, односно доктрина напред одредено, с едни се родиле лоши, други зли, други добри, тие што се лоши ќе одат во пекол, ќе горат во пекол додека он седи со другите. Доктрина дека не треба ништо да правиме, дека се он направил за нас. Знаете, те сакам Господи Исусе Христе. Слава ти Господе, ти сите ги милуваш, зашто се можеш, ги проштеваш човечките греови, кога се кајат, се додека не кажат. Значи доктрина на вечно проклетство, дека не треба ништо да правиш, еднаш спасен, за секогаш спасен. И така тие живеат без дух, и кога ќе појдете во некоја таква заедница, ќе видите интелектуално, телесно читање на Библијата. И го нема духот на љубовта, духот на вистината. Друго прашање е како се прима тој дух. Треба да зборуваме на таа тема, како се застанува пред Исус, како се прима Исус во срцето, како да останеме во Неговите слова и сокровиште во Неговата љубов да направат со Отецот Небесен, како се прима Духот Свети, како Исус да зборува низ нас, Он да ги врши делата, како да не води Духот Свети да бидеме синови Божји, како јас да сопрам да зборувам, Он да зборува низ мене. Дали Исус живее вистински пребива во твоето срце? Дали имаш сила на се што доаѓа да возвраќаш со љубов? Дали си здрав и исцелен? Дали има отчитување? Син Божји го води Духот Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјиот Царство Небесно. Ако некој да ве боли, допрете раката и кажете: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце, помогни ми да ми помине болката, зборувај ми низ срцето, предавам се што имам, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, за гревовите на моите предци. Ја прифаќам Твојата волја и го барам Царството Божјо. Но тоа не е теорија, него практика. Секој ден живеам за Исуса, немам потреба од датуми. Тоа е попримитивен начин да те подсетува дека постои Бог. Тоа е исто како кога да еднаш годишно во Соломоновиот храм. Денеска си храм ти на Светиот Дух. Ако Исус живее во твоето и во моето срце. Амин. До Божјиот Царство Небесно за секогаш Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе, силата Исусова со нас. Амин. Дошло и нема страх, ниту за смртта. Ново небо, нова земја, поранешното помина на жедниот. Блажени